програмирање 9 одделение букви у Scratch. Треба да направиме молив или пенкало, што ќе испишува букви, така да прв чекор е да одбереме со што ќе пишуваме. Нека биде молив, што не знам. Да не биде волку, нека биде големо, ајде. Првиот чекор е да додадиме за пен, вика draw with your поцртаме со нашите променливи. Прво е ова значи да се избрише нешто, ама чеки. When green flag clicked. Значи, кога ќе се стисне зеленото знаме, да се избрише се што има на екранот, ставија бојата, нека биде ва, и големината на че ми треба 5 нека биде, па е големо. Моливот е голем, ќе го смалам за 10. И pen down. Pen down е за да почне да црта. Толку го имаме овој дел, не е битно кој е каде у кој редослед, ама ето помно е вака. И сега двата блока што треба да ги користиме за така полесните букви се point in direction и move x steps. Тоа е за насока. Point in direction ни кажува кај да се движе моливот, односно кај да оде да црта. Ако не знаеме насоките, тука може да видиме во круг саат, како и да сакате, ни покажува насоки, дирекции, directions. Значи надоле 180, нагоре 0, наваќе 90 и налево минус 90. Имаме и вака косо, ама за косо не е сега. Тука па колку да се движи, значи насока, ова е point in direction е насока, и move steps, тоа е за колку чекори да се движи у претходно дефинираната насока. Јас ќе која буква да правам? Г. За Г мене ми треба само малце. Значи, мене ми треба Г. Believe it or not, не знаете како изгледа Б. Морате да гледате негде за почеток. Еве Г. Значи, имаме една линија надолу и надесно. Сега, можам ќе почнем од тука да правам. За да одам од лево кон десно, оваа насока, мене ми треба минус 90. Значи, еве насоката, минус 90. И нека биде 30. Сега имам 30 чекора навак, значи во е 30. Сега чим сум тука, логично дека треба се спуштам надолу. Значи, дирекција надолу. Тоа го правам исто. Point in direction е за кај да се движиме и надолу. Еве за 180. Сега колку чекори да бие надолу? Ако во било 30, да не биде исто, ќе го направам 50. За да бие поголемо. И сега имаме Г. Ама, за да не се нацрта одма, затоа го имаме моливот, тоа ни е за како, нели, да има некое време, значи ги определуваме со 1 секунда. Ставаме измеѓу секој 2 или измеѓу секој циклус. Тука не треба, тука е 1 и тука завршува програмата така да не треба. На крајот таа програма би изгледала вака, во е за ако има некоја грешка, да го стиснеш директно и само да се избрише. Ајде да видиме. Еве Г, моливота црта и тоа е тоа за Г. Ако сакаме на ист документ друга буква, да не ја правиме тука, нели, само додаваме, ќе одам на воа доле, десен клик, duplicate, тука доле имаме pencil 2.
Ова е истата програма, така да мене воа... Не ми треба. Не четлеле. Реки, воа 90. За големинта, за да бие исто. Оно големо е 90, ја по 40 ги правам, ама нема врска. Воа мора да го имаме, која и буква и да правиме е така. Тука имаме време од 1 секунда. Ако јас го оставам воа, значи кога е кликнато зеленото знаме, избрише се, стави ја бојата, големината на моливот и почне да црташ. И ќе биде истата секунда. Така да јас ќе морам да направам тука на втората секунда, бидејќи кога го стиснем знамето се пушта колку и да има тука фигури, вакви, как се вика, скрипт, не знам, сите почнуваат у исто време. И за да прекиниме, да нема да ставиме стоп тука, нели? Оти ќе престане и нема да најавиме кога, така да ставаме само почекај 2 секунди и почнија програмата. Која буква да биде? Ш буквата, значи point in direction секогаш прво. За Ш таа би изгледала вака. Значи имаме една долга линија. Таа че нека биде нели од горе надоле, значи нека биде за 40 чекора. За 40 чекора. Сега вториот чекор тука ни е една ваква линија. Ва нека биде 10, добро 10. Сега го имаме во. Сега ми треба нагоре, ама баш вака, не до пола, помалку од пола. Тоа ќе биде, имаме, ва е 40, значи ва е 40, во е 10 и ва колку ќе биде? Нека биде 15. Point in direction нагоре. Значи, движи се нагоре за 15 чекори. И сега сме тука. И сега ако ставам директно, сега сме вака тука. Ако ставам директно да оде десно, ќе биде вака. Нема да биде тоа што сакам. Така да јас морам да спуштам надоле, за нели да се врате по и вака се врате надолу и нели да биде буквата Ш. Така да сега надолу. Надолу ми треба 0, 180. И сега, чим сум се качил 15, за да бидам на истата линија, че треба да се симнам за 15. Значи, симни се за 15. И сега сме тука. Одиме наваки, ва беше 10, значи ќе биде за 10. 90 и 10 пак. И само треба сега да се качиме па и најгоре, тоа е 40, мислам го земав. Да, 40. Значи, качи се нагоре за 40 степени. Чекори. Еве програмата, ама за да не се црта директно, ќе ставам време. И сега нема да биде тука 3 секунди 4, тука нека биде по 1. Нема потреба да е 4, мислам, или било која друга, значи вие се по 1 секунда. Може и 0,5, ама тоа многу брзо ќе биде. И еве целосната програма, еве зашо е воа Erase All. Сакам да го избришам воа цело, ама да не пуштам програмата. Готово. Ова тука, ова тука. Сега може да видиме што сме направиле. И еве Ш. Сега растојанието измеѓу вие можеме малце да го направиме поголемо. Сега ќе го најдам тоа, значи ова беше надоле, ова беше десно, значи 90 и нека биде 20. Кај што има 90 и 10, евака 90 и 20. Сега, ако сакаме еве само оваа буква да пуштиме, само го кликаме воа. Значи не зеленто. Вака е по-добро. Ево е више 100 пати поубаво.
И тоа е тоа. За да го зачуваме проектот, само одиме файл или CTRL-S, но сега не давам нешто, окей. Файл, save to your computer, одбираме папка, еве ја сакам на десктоп, немам папка, ама у школото имам, и го именувам G и Ш. Букви Scratch. И одам само save. Файлот е зачуван. Само се треба да го да изгасим. Кога стисниме на X, вика any unsaved change will be lost. Значи ништо ова не занима, само ливам. И сега еве отвараме нареден пат, нели нареден час, сакаме, треба па да ги правиме буквите. Само одиме, сакаме да ги зеиме, еве ни треба, например, треба да направиме буквата Т. Т еве. Сега ние пола од ова го имаме, нели со Г. Што го правиме? Нели правиме Г. И еве Г. Така да ние фактички више имаме пола направено. Ама тоа го зачувам. И сега како тоа да го ставиме на овој документ? Одиме па во файл, сега save беше да го зачуваме, load, да од компјутерот да ставиме нешто тук. Како го крстиме документот? G, Ш букви Scratch, еве ги. Одиме на open и voila, го добиме тука проект. Ова не е проектот што, нели, во е другиот, во е нов. Значи тоа си стои, што и да менјаме, во е ново. За Т ни бе, за Г. Океј, ева Г, Ш не ми треба. Бришиме. И сега Г, тука го имаме за Г. Само да видам до кај стигнаме. Океј, сега сме ние надоле. Сега треба да се вратиме нагоре. Ќе ставам после време. Нагоре. Нели, сега сме на долната точка. И сега колку? 50. Значи, нагоре оди за 50 чекори. Океј. Сега сме више тука. Тука сме. Треба да одиме наваки. Згодната не знам. Океј, пробам да наместиме насоката. Тоа е минус 90. И pointing direction минус 90. Direction, како се чита? 30. Значи, вака е 30. Така да, после се спуштуиме надоле, од надоле па се качуиме нагоре, и сега само треба, малце криво ми испадна, треба вака. Што значи треба налево за исто 30. Минус 90 со 30. А имаме сега таа буква, може да провериме вака. Т, ама немаме време измеѓу секој. Тоа го правиме control, wait 1 second. И voila, имаме и Т. Ева Т. Може и на многу различни начини да се направи. Не викам дека е само вие точен. Може да биде од горе, па на пола да се врате, па да се пушти, во е побрзо. Може од озгоре, па наваки, па лево, па десно, па од десно кон лево, па доле, како ја што го правев сега. Така да има начини, важно треба да знаеме дека програмирањето у Scratch букви е исто така како да земеме пенкало и да напишеме буква, ама без да го вадиме, без да го подигаме. Може да се враќаме по линиите. Тоа е програмирањето у Scratch. Сакам да направам поголема. Поголема да биде воа, така што се црта. Кај pen size 2 отима у pen и pen size by. Воа не е точно. Значи, гледате, не е точно. Треба 2. Јас сакам да го ставам 10. И логично дека ќе биде поише.
Ева paste, да го ставам, нема ни да се чита сега толку. Да. 10 максимум. Јас обично го ставам под 3. Тука 3, а тука 4, само сега требаш да се гледа и нека биде вака. А го ставиме pen size by... Не. Не, го by. 3. Сега ќе биде многу дебело и гнасно. Чеки, не се ни чита. Стой. Оно па излева, ама треба да биде ту. Може да се направат и бројки, ево како изгледа со 3. Најубаво е, мислам, мене ми најубаво. Оти е тенко и се чита кај што оде моливот. Ако сакаме, зачувањето е исто. Save. Еве сега. Тоа е тоа. Ако сакаме да направиме круг, вака да се врте, например кај R, може да направиме вака, нели со коцка, оти нели, со квадратче, или може да направиме и вака. Ево е потежок начин, ама па по-добар, а ово е по-лесен, ама па не изгледа баш како R. Мислам, оно тамане става и за ова плюс, ама it can be better. Тука го имаме R, тоа се прави круг. Ако сакате да направите круг, се зима, како се вика, командата repeat. Repeat, еве, 18, да одбирате насока, значи ја ставам вака и чекори. И еве сега што ќе се направи. 2000 years later, Ако го 6 and a ставите, half hours later, a few inches ќе биде later, како day цело време 2, круг. day Ако 3, го day ставите на 4, repeat, a few као moments later, 0, one eternity later, нема да. 3 days later, Ако ставите 12 repeat на seconds later, 306 пати ќе се 3:28 нацрта a.m. круг. 3 weeks later, many months later, So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. tomorrow for sure. На ваков начин може да се прават буквите што имат, нели, круг, тоа се њ, р, о, ама о може со квадрчиња, за о, еве, буквално за о, само не 306 еднаш доста е. Не, 18, 15, 10. За поише вакви tutorials, follow me, и yeah, that's it.